civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Значи, генерално сега ќе кажам, малку промовираме сите европски вредности, меѓутоа ги промовираме декларативно, а европските вредности подразбираат мултикултурализам и негово почитување во реалноста и во секојдневниот живот. Сведоци сме дека, особено на социјалните медиуми, има чести случаи на говор на омраза, кои што не го поттикнуваат и напредуваат мултикултурализмот, туку напротив, го подхрануваат. Значи, ние како медиумска информативна агенција национална, верувам тука на иста линија сме со МТВ, би требало и со останатите медиуми, значи сме на некој начин браникот кој што треба да спречи понатамошна бура во тоа развивање на тие напади кои што поттикнуваат говор на омраза по различни основи и причини. Конкретно во МИА. Значи, во МИА од секогаш постоеле редакции кои што ги застапувале вестите на заедниците, можам да кажам, тоа се двете поголеми заедници, македонскиот сервис и албанскиот сервис, меѓутоа не постои, особено изминативе 3-4 години, стрикна поделба меѓу тие две редакции. Во смисол, значи, и во македонската редакција работат албанци, и во значи, албанската редакција работат македонци. И значи ќе се обидуваме во иднина тој пристап да го одржуваме, значи да не се делиме, туку напротив да се спојуваме. Значи во македонската редакција да имаме интервјуа, истории кои што ќе бидат на албански јазик со превод и обратно. Бидејќи на тој начин ќе го поттикнеме мултикултурализмот, отколку да се подвојуваме како две посебни редакции. Мислам дека тоа е многу битно за унапредување на овој феномен. Односно, многу е битно да не се, како да кажам, да не се двоиме како две различни редакции, туку напротив да се поврзуваме и јазично и во начинот на работата. Долго време сме заедно во МИА, новинарите кои што го работиме овој пристап, меѓутоа овој пристап, како што ви кажав, го видовме изминативе 3-4 години повеќе да има мешање на новинарите и да нема поделба. Значи, пред се сите да бидеме новинари и да работиме за јавниот интерес, да не ја гледаме таа поделба, а при тоа да го прикажеме и делот што е битен, например, за албанската етничка заедница, за ромската етничка заедница, бидејќи секој за македонската си има свои специфики. Како што кажа колешката претходно што зборуваше, битно е да се запознаваме едни со други, значи МИА, да речеме, например, за верските празници. Правиме репортажа која што се однесува за православните христијани. Потоа правевме сега репортажа која што се однесуваше за значи лицата од муслиманска вероисповест. Значи, како национален сервис се обидуваме таа мултикултурност да ја поврзаме во една целина и тоа да го прикажеме на јавноста, на тој начин да бидеме брана на сите тие обиди за говор на омраза по разна основа, раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализирани групи, етничка припадност, јазик, државјанство, религија, верско уверување. Сето тоа е казниво, меѓутоа ние се обидуваме да бидеме браната кон останатите медиуми кои што треба да го прифатат тој стандард на мултикултурно и заедничко работење на редакциите, бидејќи пред сме се граѓани без разлика на етничката припадност. Значи, ние сме граѓани на оваа држава и тоа е вистинската европска вредност. Вистинските вредности се да имаме повеќе вработувања, заедно да напредуваме, да имаме повисоко образование, подобра здравствена заштита, значи да ги видиме работите што не спојуваат и при тоа во цел тој пакет да ги одржиме различностите на ово општество. Предрасудите, стереотипите, репресиите не се новина, постоеле од секогаш, но со социјалните медиуми излезе на површина тоа што е болно во едно општество. Моje мислење е дека социјалните медиуми на некој начин помогна да детектираме каде се нашите болести, не само во Македонија и широко, нели во светот. И сега, значи, е момент кога треба да се насочиме кон тоа да ги изградиме вистинските вредности. Значи, тоа се неевропски цивилизацијски вредности на прифаќање на различностите, а ние медиумите имаме огромна улога во сето тоа, да не поттикнуваме, да не подгреваме, туку напротив, да создаваме еден амбиент во кој што секој ќе може да се изрази себе си, во кој што нема да имаме значи простор да даваме можност некого да дискриминира по било кој основа, најмалку по етничка. Мислам дека сме на пат да тоа се оствари, нема да биде лесно, тешко е. Институции се во прашање, заглавени случаи, меѓутоа сепак мислам дека граѓаните во Македонија и медиумите се освестени за тоа каде е проблемот. Може би порано не се говорело толку за ова, сега во голема мера проблемот е детектиран и треба да се работи на него.
civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.